Драги пријатели и познаници, почитувани граѓани и сограѓани, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби и бошњаци. Денес е 2 август Илинден. Важен ден во историски контекст за нашата земја. Важен празник преку кој го негуваме значењето на вредностите на Крушевскиот манифест и Асномските заклучоци, кои заедно со Охридскиот рамковен договор ги вреднуваме како столбови во изградбата на нашата заедничка држава. Во современиот контекст, ова е празник кој создава мостови и за внатрешно и за надворешно поврзување. Ние сме растени со идејата дека Илинден представува паметник на заедништвото на народите кои живееле на овие простори. Затоа денес со право очекуваме Илинден да прерасне во современик преку кој ќе ги одбележуваме заедничките историски вредности. А денес сме исправени пред поинакви предизвици. Нашите стратешки интереси уште од самото осамостојување на државата се преточени во нашата амбиција за полноправно членство во Северноатланската алијанса и Европската унија. Успехот да станеме 30-та земја членка на НАТО само ја потврдува нашата правилна патека да градиме заедништво и интеграција, следејќи ги вредностите кои ги символизира и денешниот празник. Онака како што преку Охридскиот рамковен договор ја зацврстивме внатрешната интеграција. Онака како што преку договорот од Преспа ги надминавме разликите со нашиот сосед. Така и преку имплементација на договорот за пријателство ќе ги надминеме и разликите со нашиот сосед Бугарија. Илинден е важен ден и за нашите соседи во Република Бугарија. За жал во минатото, а неретко и во сегашноста, тоа најчесто представувало причина за раздор и несогласување, наместо да биде точка која ќе спојува и обединува. Во денешниот современ контекст наша обврска е од Илинден да направиме токму тоа. Точка која ќе не поврзе, празник кој ќе не обедини, историски настан преку чие заедничко одбележување ќе покажеме меѓусебно почит и меѓусебно признание. А изразувајќи почит кон различноста, кон различниот поглед на историските текови, денес превземаме обврска да создадеме современи општествени текови, кои ќе овозможат заедничка иднина за граѓаните на двете држави. Преку засилена секторска соработка им овозможуваме на граѓаните, на бизнисите, на уметниците и сите останати општествени чинители да ги надградуваат меѓусебните релации без разлика на политичките разлики. Паралелно преку работата на Историската експертска комисија ќе продолжиме да ги бараме точките кои не поврзуваат, отстранувајќи ги разликите кои не оддалечуваат. И не само како предизвик за билатералните односи со Бугарија, туку како земја во која индивидуалните права представуваат основа за колективните придобивки. Ние изразуваме јасна волја во општествена, законска, па дури и во уставна смисла, да им обезбедиме на сите оние граѓани на Северна Македонија, кои себе си се чувствуваат како дел од бугарскиот народ, слободно да ја изразат таа волја, почитувајќи го при тоа и нивниот различен поглед кон заедничката историја. Но тоа на ниту еден начин не може да прерасне во наметнување на овој поглед врз нашите граѓани, кои имаат различна перспектива кон заедничката историја. Посебноста на македонскиот народ и македонскиот јазик представуваат реалност во секоја смисла, а македонците, како и сите други народи, имаат право на сопствени чувства, на сопствени убедувања и сопствен поглед кон историските настани и контексти, колку и да се тие заеднички. Затоа е Илинден важен и денес. Затоа што преку одбележување на историските настани, кои не поврзуваат, изразуваме почит кон современите посебности. Нека ни е честит празникот.